овој таче легенда да ти бил, бе. Фризура Брус Вилис, умри мушки фризура. Абе тоа насмевка говор кој да станал од спиење и не се измил. Висина ко Лука Дончич кој имал 9 години. Стайлинг као Мио манекенот, али во 1984 година. Лжење ко Зоќе Заев ускриена камера и поданички однос кон Калето бољи од сите премиери у историјата на банана државите. Наместен без избори, у премиерска столица се однесува како да има поддршка ко Саркози, која се женеше со таа манекенката, а всушност е поддржан само од Али и неколкумина киднапирани пратеници, пратеници, не разбойници, како и оној од ЛДП, името неќем да му го спомнам, Маја Морава и Павле Мутивода, полицаецот кој се мислиш дека е у опозиција, а 100 години е у власт. Мој таче. Кај го криеш твојто маче? ВМРО-вче, слушам се да скоро си бил, бе. Некои слики ти извадија со режимот на Грујо, седнат у втори, трети ред до душа. Али добро, тука со режимот си, Па ние ко сме се бореле против режимот, изгледа против тебе сме се бореле, бе, таче. Ти да си бил директорче у режимон и фаца пропусница на Скопје 2014-та. Абе, ние не сме го знаеле тоа, али службите работат. Некој те сликал. И тоа на Телеком, кај што се збореше и слушаше. Директор, мислам тоа, да. За тоа збориме. Бомбастично. Како славко се смееш, таче. Па си седиш до Мијалков и до Коце у трети ред. На таа сликата, мислам, од режимот на Грујо, кај што те фатиле, нели, у кадрото. Па на 3 метра од Грујо седиш, нели, омразениот Јарамијата, нели, ти доважуваш, може да си седел да те фати малку Мајата, а не као она ситна наборанија на терасата горе што седеш у Македонски народен театар, мислам ти тука у близина, да му го чувствуваш парфемот на Груевски. И кој ќе се испреди исто така со воодушевување да го ушмркаш тој свет мирис. Абе, таче, признај си колку пати си бил у Белата палата и си скандирал "Цело Скопје, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град", Само ти тогаш, таче, си бил млад ВМРО-ец, надежен ВМРО-ец, надобуден ВМРО-ец. Без разлика што си бил и тогаш Јелјав и денеша, си бил млад у душа, бе, таче, и си бил ВМРО-ец. Што ти стана, бе, човек, сега, естествено. Па ти си бил инвитро во ВМРО, бе, брат. Си бил инсталиран точно во матката на десницата. In uterus desničarius. Сакам да кажам во матицата на организацијата. Си бил толку внатре напикан што сега им ги знаеш сите дупки и дупчиња. Признај, пиздати матер, признај! Се гледа како сладко се смееш позади Грујо. Гарант у себе си викаш: ќе бидам ја еден Грујо. Еден ден ја ќе бидам Грујо. Каков Грујо ќе станам ја еден убав сончев пролетен ден. Грујо, сакам да сум ти, Грујо. А сега наместо Грујо, односно испадна Зоќи наместо Грујо. Ама добро, така некако мислам. Многу е битно, мислам, тоа, таче. Битно сакаш да седиш во прв ред, сите да те сакаат, да те гледаат, да ти аплодираат. Браво, таче, браво, мајстор. Па кога си бил толка ВМРО-ец, шо им се плашиш толку од предвремени избори, бе, таче? Па нели сам изјави дека ќе ги победиш во неколку наредни мандати и дека ќе владееш цели 12, какви 12 години, бе? 25 години, колку Путин има да владееш. Тоа е веројатно затоа што ги познаваш толку добро ВМРО-вците. Нели исто така како Зоки што знае странски јазици. А одозгора на тога, шо им се плашиш, бе, на небањативе? Или сега кога ги заеба наставнициве со Јаким во Зоќа стил, нели си викаш ќе ми го збрчат кецото, а професорите на гласачко ливче ќе изгубам година или у најмала рака 12 години. А Мицко тебе ти вика: дај, бе, предвремени избори, ти бегајте огин да ви изгори. Како, бе, таче, така со своите, па глеј себе колку си окезен на тоа снимките со Грујо, со Заев, те неаме толку со Заев видено, толку окезен, мислам, до таа мера. Или си викаш: кога ми тргна со професориве и Мицко е професор, да и него топтан сите да ги заебам. А многу заебуење да не биде кој се задње заебуе, најсладко се заебуе.
Абе, дај избори, бе, таче, бе. Зашто ќе одиш бегалка, мислам, во свадбарски жаргон, онака, ќе те омужи калето, кој што го омужи Зоки, биди сигурен во тоа. И тоа за тендер од 1,5 евра. И не се смеј толку, бе, таче, затоа што кој последен се смее, најсладко се смее. А тој, таче, не е. А ти не си последен, ти си само ново дете. Ама никој не им кажал дека си дете ВМРО-вче. Или дете за една употреба. Или си викаш, сакавте премиер од ВМРО. Па еве ме бе. Ама таче, никако прекаров не ти се римува со смее, туку со плаче. Таче плаче, како скиснато маче. Не помага, дури ни да му дадеш колаче. Затоа, мој таче, бегај на време со избори, оган да ги изгори. Цело Скопје, ВМРО-вски град, и тач ВМРО-ец, и сите сме ВМРО-вци. Цело Скопје, ВМРО-вски град, тач инсталиран е таму брат. Македонски народе, за света народна слобода, со песни. Абе, у факинг Скопје, уште по факинг дебар мало, купен стан од 43 квадрати е 120.000 евра. Ви се молам. Абе, можно ли е да сте толку глупи? Всушност, се прашувам, кој е овде полуд? Овој што продал стан од 43 квадрати за 120.000 евра или овој што купил стан за 120.000 евра? У факинг Скопје, у факинг дебар мало. Кај што луѓето кои искочат на тераса си дишат у врат од другата страна, тој комшијата што е у зграда, си гледаат укупатило кој се бања. Она девојчено што пред неколку дена објави дека во Њу Јорк можеш да купиш 2 стана од по 60 квадрата за тие пари, сега сигурно добила напад на икање која разбрала за дебар мало. Еј, стварно, станов кај се наоѓа, у кој дел на дебар мало? Во оној кај морето со поглед на светилникот со шеталиштето долу кај што има палми, мир и тишина. А? Еј, ондека кај она кај лежалкана што гледа кај што лежи Джейл Ло у бикини. А? Таму е станот. Жими Ашимов е таму. Станот е во дебар мало кај што со комшијата, како што реков, преку тераса си подавате црвен пипер, купус зелка, кисели краставички, додека другиот комшија ви гледа успалната, додека клецката жена ви, нели, или швалерката, нели. И тоа е истото на дебар мало кај што нема паркинг ни за лек, кај што се дера цела ноќ и брмчат со мотори со пробушени ауспуси, кај што мириса на чорба до 12 саат, па на кебапи до 6, па на пржена риба до полноќ. Станот е инаку all inclusive. И мирис и укус, таман за 120.000 евра, 43 квадрата, 120.000 евра. 120.000 евра за голубарник. Со голубите горе. Ти си колбаш, вака со голубите. Ало бе, на Мейнхетен ли продавате станови, бе? Не е нормални едни, бе. Абе, не е нормални, бе. Во Хонолулу ке најдам поевтин стан, бе. Марбелја додам ке најдам поевтин стан на само море. На Копакабана ке најдам поевтин, бе. Од озгора ке си го гледам овој Ромарио Роналдо како играат тутоа песокот, мал фудбал. Бе, ало, да имам пари, да имам многу пари. И да купам стан од 120.000 евра у факинг дебар мало. Треба да сум ретардиран, малоумен. Треба да ми диши главата, јебало вас дебар мало. За да купиш стан од 43 квадрата по цена од 120.000 евра, треба да не си го мрднал ташакот за тие пари, бе. А си црнчал 12 сата дневно во некој скапан погон. А ако си црнчал пак 12 сати дневно во некој скапан погон, немало да ти падне на памет ваква глупост.
Ама ако ти искаширале господава на власт со по некој тендер со народни пари, си викаш, па добро бе, шо побргу, дај да ги затворам парите во стан на туѓо име, за да не јадам нели бајбо као секретар на влада, па да морам да ги враќам нели у кеш. Вака нека го најдат станот ако можат. Ама пак бе, зашто го купува во Дебармало? Иско толку брзо може да ги потроши ако купи не знам стан, што знам, у Парелија, у Платамона, Тропам, Скијатос, на Миконос. Па да почувствува и некои други убавини, телесни, освен тоа што емотивно се задоволил кога си го купил станот. А Миконос плаче за такви емотивно-психички телесни убавини. А тој што го продавал, тој стан знае дека има гуски, ќурки, овци. И си вика, док биде ќурана, ке има и добар подварок. И тој ја направил зградана со 300 далавери и пари од чесен бизнис Жими Ашимов. И сега добро ги подзапарал ова парички, бе. Еднаш констатиравме заедно со стручњаците за корупција дека корупцијата е таму кај што нема логика и пазарна цена. Ако автопатот е 1.300 милиони, а истиот во друга земја само 300 милиони, тоа по некоја логика значи дека овде некој краде. Дека овде некој е корумпиран. Затоа оние што продаваат си нашле овци во овие што купуваат. Или на волците и на овците нели им одговара. Во секој случај парите неќе да се нивни. Мислам, во моментов се нивни, ама како ги стекнале, тоа само во нормална држава се сознава. Не во ваква како оваа Козоебина. Во оваа нашава јог бурда јавашлук и јарамилак. Погледнете го само пазарот на недвижнини, иако има преку 80.000 слободни нови станови, се продолжува да се гради и да растат цените. Што значи тоа, бе? Тоа значи озаконување на нелегално стекнатите пари. И перење на пари? Кај нас никој не проверува од каде влегуваат поземиците на градежните фирми или каков е капиталот во странските фирми кои се јавуваат како инвеститори. Да се проверува парите и личностите, немаше Македонија да биде Елдорадо за сите што сакаат нелегални пари да претворат во згради, а потоа некои овце ќе купат станови по 2000 евра квадрат со легални пари од кредити, ќе се задолжат во наредните 100 години, а господава граđевинци ќе се ги вртат парите и ќе направат огромен профит. Профитот ќе остане за следните згради од по 25-30 ката на место нели на зеленило, а поземиците ќе ги обелаат, ќе си ги вратат. Нели, повеќе тие не се пари од тендери, од бело, од криминал, тоа се чисти пари. Некој вели градежна мафија. Ако се пресмета колкав е бројот на политичари што се во градежниот бизнис со сеуслужните фирми на нивните деца, слободно може да го носи називот политичко-градежна мафија. Прашањето е, дали има спас? Има. Оној момент, кога корупцијата ќе се намали на мал процент, ќе се намалат и изворите на црни пари кои ќе може да бидат шприцани во градежништвото. Тогаш ќе мора да се гради со бели пари заработени од честна работа. Тогаш ќе паднат цените. И ќе заборев. И кога ќе се оданочат, бројот на становите во собственост на едно лице или на една фирма. Ако не ги продаде за година-две, данокот дупло. За 2 години данокот дупло. Па слободно нека ги чува како капитал. Вака, само бандитизам и рамила. Ке сакате да ви останат младите генерации тука, па кога тие млади ќе се вработат, ќе направат семејство и ќе си купат дом, кога треба да издвојат 120.000 евра за 43 квадрата. А јас не верувам дека во 43 квадрата има детска соба. Добре, ако има и купатило, ако не се бањаат во умивалник, за тие пари толку, која бандитска држава сме, не ми се веруе. Гледам скокате ко мур урана зора. Ви скокнал рейтингот. Таче пак ќе правел влада во 2024 година. Победувате сигурно. Цивил и таквите ко Цивил пишуваат победнички бајки за вас.
Ко бесправно унапредена полицајка славите во еуфорија со кренати раце, победувате, јачи сте од судбине, хој нон, ќе лапнете макарон. Не џабе за таквите старите рекле, пушти ги бе си прават бајрам со умот, си го вртат у рингишпил паметот. Боледувате од најстрашната болест на секоја власт која забегала комплетно. Нарцисоидно слепило. Месечарење најаве. И диоптерот башка не ви чини. Не успевате од скапите цвикери за сонце да ги видите ојадените и осиромашени граѓани кои плачат, угнетени под судството, извршителите неправдата и криминалот. Ама, а види чудо, нивниот глас да се броел, а не гласот договорен од оџите, не гласот од калето, не гласот на рекетарите кои ни уништија 6000 фирми за една година и отпуштија 12.000 луѓе за со местење тендери. Се броел гласот на обичниот граѓанин, велите. Истиот тој граѓанин кого го излажавте 7 милиарди пати за 7 години. И не беше само излажан, туку и умираше по болници, во сиромаштија, без лечење, во оган, во сообраќајки на онкологија. Неговата фискална е огромна и не се скенира. Таа мора да ја платите, господа хохштаплери, а народ се уште има многу. Не успеавте целиот да го избркате. Запамтете го ова. Сега, па до изборите. Саши и Грујо ко беа во најјаката, најнарцисоидната фаза на власт, не ги мразевте толку, не ги мразевме толку колку вас што ве мразиме бе. Ние обичниве, овие неутралниве. Оние што излегуваат на избори само за да гласаат одинаат против оние кои се на власт, а забегале. Омразата кон вас таче што ја гаи секој македонец е како никогаш до сега. Кон било кој што владеел. За се што ни направивте. Лично, на секој од нас. Толку сте бе ќори ова да не го видите. Не го гледате ова што ви го кажувам. Не сте излегле на улица да прошетате, да слушнете што мислат граѓаните за вас. Јас многу се извинувам што не сум ко ние од цивил и таквите, ко тие од цивил, па морам вака сега брутално со вас. Ве чека таче изборен масакр, а не победа. Го читам тоа од очите на народот кој го понижувавте 7 години. Да, ама да го прочиташ треба да го погледнеш тој народ во очи, а вие не смеете ни да го погледнете. Пече погледот од народот. Пржи, чеша, као трипер. Затоа најубавото ќе биде да го фрлите пешкирчето во рингот уште пред изборите. Колку и да е тоа, нели, пешкирски. Ама па вие па, што сте ако не сте ова? Мислам, со ова пешкириве. Затоа без еуфорија. Рацете доле, опашката би ги нозе подвиткана и мукла. Ако случајно ви се пикнет в газ, стиснете зъби. Навикнати сте. Да ве напучи кој стикне. И мукла бе. Во мај доаѓа време за наплата на долгот, а вие ќе платите страотна цена. И не е лошо да си се спремите, да си извадите пасош и лични карти, да си купите вазелин, кондоми, може и лубриканти. Од бесплатните да не се потрошите случајно, да научите наместо не може нам нико ништа да ја пеете неделја и сви сте ту, а мене с вама нема. Остајте си го Стефче, нека си ја пее. Нему му личи. Комачка со 9 животи е. И никој не може да ве спаси. Ни албанците, ни американците, ни папата, ни тој над папата, никаков трик, со вас е готова како партија. Пуштени сте низ вода, или по скопски низ водњанска лизгалица. А, таа е заебана. Некој пијан водњанец на Сабајле истурил вода на снегот и сега одвилите на водно, ќе летате право полициска беко, па после десно на кај Идризово, Идрис Бања на рехабилитација. И како што се слуша по чаршијава, нема да биде како први, тако други, него кидете комплет у меѓуетнички двојазични комбиња.
Фатмир брат, и таче брат, и Зоки евро, и така натаму, и така наваму. Нема веќе заебанци и црни листи, бели ради, шатровачки финти од калето. You know my friend. Топтам бе, Сургун, Идрис Бања, ке се креира нова скопска доскочица или поговорка на македонски. Што си бе толку тиво кој СДС после избори? Пази, леđa, Мирко! Нафркавте.